Добро вечер во уште едно отворено студио на телевизија Нова. Темата на ово отворено студио требаше да биде почната на Балканот се тресе, но еве денеска повторно Скопје се тресе. Беше доволен овој земјотрес некаде околу 13 часот да ги раздрма повторно скопјани и да ги потсети на оној посилен земјотрес пред неколку недели. Повторно паника, дали е ова можеби уште еден авторшок или пак можеби најава за некоја нова серија на земјотреси. Скопјани се повторно во паника, токму затоа вечерва во студиото имам луѓе со кои што ќе можам да разговарам на оваа тема и да им објасниме на гледачите што се случува, треба ли да се во паника или не треба да се во паника. Токму затоа вечерва во студиото е госпоѓа Миријана Јовановска-Стојановска, психолог. Добро вечер, добро дојдовте. Доктор Лазо Пеќевски, кој што е експерт по сеизмологија, екс-раководител на обсерваторијата во ПМФ долги години, а сега и советник во обсерваторијата, така? Пензионер, така, добро вечер. Меѓутоа, се уште сте активни на полето на сеизмологијата и директорот на Институтот за земјотресно инженерство и сеизмологија, доктор Михаил Гаревски. Добро вечер и за вас. Ке започнеме, како што реков, од ова прашање. Дали е ова авторшок од оние силни земјотреси кои што ги почувствувавме пред некоја недела или пак може би започнува повторно да се тресе Скопјето, Скопското подречје? Тука и колегата Пеќевски, јас ќе кажам дека ова авторшок и тоа типичен авторшок. И еве веќе месец дена како е отприлike земјотресот, оној главниот удар 5.2, 5.3 и спрема сите показатели со оној претходен удар што беше 4, после 5.3 уште неколку со магнитуди 3.1, 3.5, па неколку помали, па пак нешто, овој беше еве вака по-забележителен, но повторно би рекол авторшок. Тоа е како резултат на релаксација на самото тло. И според мене, иако магнитуди 5.3, 5.5, може авторшоковите да бидат и повеќе и да траат може би до неколку месеци. Јас би рекол, мислам, се надевам дека може би овој ќе биде последен што ќе го почувствуваме, а колегата Пеќевски сигурно ќе каже дека има и повеќе кои што они ги регистрираат. Да, може би апаратурата регистрира, тие се сепак осетливи инструменти. Бидејќи се работи со високо осетливи сеизмографи, значи од најновите генерации, нормално ќе се регистрира најмалата сеизмичка активност. Но очигледно е дека тоа е во фаза на релаксација, следен со овие така наречени авторшокови или накнадни земјотреси. И сега во секој случај многу е подобро да се случуваат земјотресите. И понатаму тие се случуваат со помала јачина, односно магнитуда. Подобро, повеќе помали отколку... На тој начин знаеме дека, според класичните толкувања, дека самото жариште полека се ослободува од напрегањата, на тој начин да се едноставно да не дојде до некој поголем земјотрес. Значи, треба повеќе да сме во паника кога е мирно, отколку кога вака не потресува малку помалку. Нашиот стар директор кој основаше и сеизмолошката обсерваторија таква каква што е до денеска, то секој пат кога ќе се случи дека вако земјотрес одевме на сеизмограмите, само гледавме наредните денови. Дали има нешто или нема. И постојано беше вознемирен, што е премногу тихо. Мирно, така. Едноставно, една нормална сеизмичка активност. Иако предизвикува вознемиреност, али тоа е тоа. Така, имаше, веднаш како се случи земјотресот, имаше неколку информации за тоа каде е епицентарот, со која јачина бил. Прво излезе 2, нешто и дека бил околу Сопиште, па потоа се промени дека бил во близина на Рачиново, па дека бил 3, како беше 3,1, 3,2, како беше информација? Дефинитивно сега 3,1, мислам. И да, тоа е односно магнитуда, но најбитно е и институтот како специализирана институција која работи на најповеќе и на микроорганизацијата, и каде што при микроорганизациите и како се многу битни точните локации на епицентрите, за да се донесат одредени заклучоци за активност, неактивност на одредени раседи откриени или покриени така натаму. Значи многу е битно како се определува епицентарот на земјотресите. Во ова ера сега на брз пристап до различни ресурси во Европа и во светот понатаму, и каде што постојат две врвни институции кои вршат секојдневна обработка онлайн, така наречена, значи во време, како се случуваат. Тоа едната е во Европскиот центар во Франција и другата е USGS
во Голден, Колорадо. Единствен проблем е тука што сите тие податоци се доаѓаат по автоматски пат. Анализата е автоматска, компјутерска. Брза. Значи со одредени грешки секој има и затоа тие првите податоци се несигурни. Тие ги дават со одредена, ако се погледа внимателно, ќе видите дека епицентрите се дадени на 2 децимали и дури негде на 1 децимала. Што значи тоа е точноста 1 децимала, значи километри се прашање. Затоа не може да се изведат заклучоци врз основа на тој така наречен прелиминарен епицентар. Земјотресот бил тука кај Луковил, бил кај Студеничани, па се вратил во Арачиново и така натаму. Значи тоа со голема треба со големо внимание да се толкува тие резултати. Башка што за секоја за да се донесе точна најимпресивна локација мора да се знае прво совршено колку што тоа можно врз основа на инструментите, градбата на земјината кора во местото каде се случил земјотрес. Значи се прават модели на земјина кора и врз основа на тие се попрецизни и како многу. Така. Сега сите велат дека Скопје е трусно подрачје, тоа значи дека нашиот модел на земјината кора под главниот град е значи чувствителен. Меѓутоа, јас не можам да се сетам наназад низ годините да сум читала толку многу земјотреси да се вели епицентарот е во Стајковци, епицентарот е во Рачиново. Некако сега многу одеднаш во овој дел порано сме слушале во близина на нели некое поодалечено место, или јас сум грешка? Па не, дека е така и овие сега авторшокови, тие не се во исти епицентар од главниот шок, тие се распределуваат по должината на раседот и колегата тоа ќе го потвори, дури тие на некој начин ќе го оцртаат активирањето на самиот расед. Тие бидејќи прават редистрибуција, значи тие се сите, тоа е епицентрално подрачје, тоа е регионот. Дури и длабините тие не се малце сега беше дури чудно 1 километар длабина, али тука се тие, тоа се очито дека се авторшокови. Така. Ке се вратиме повторно на овој земјотрес, сакам со господјата Мирјана да разговарам. Чудна психологија на македонскиот народ, посебно во Скопје. Првично после земјотресите бевме сите во паника, некој дури замина од главниот град, по куќи, по роднини, што подалеку може нели да се спасиме од земјотресот, иако никој не знае кога и каде ќе удри, а потоа дојде фаза да почнеме да се шегуваме, да се прават вицови на сметка на земјотресите, анегдоти. А сега, денеска повторно малку блага паника. Еве, вие како психолог, како го коментирате сето ова? Дали повторно не чекаат непроспиени ноки облечени во тренерки да чекаме нешто да се случи? Да, имаше на Фейсбук смешка, комшики имате нови пижами. Так. Да. Мислам, ова што се случува е многу нормално кај нас. Прво, нормално е што луѓето чувствуваат страв, што реагираат на тој начин, што се ги напуштаат домовите, излегуваат, одат кај роднини или некаде каде што мислат дека се безбедни. Стравот не чува. Освен тоа што е познато што ние еве тука се уште се многу живи спомените од 63-та година, особено еве нашата генерација, ма кажам мојава генерација, ние пораснавме со приказните кој кого изгубил и што се случувало таму. И пораснати со такво нешто, нормално дека стравот е тука негде. Да, стравот е тука и малце поголем него што би било нормално, зашто гледам дека младите нови генерации не така силно реагираат на оно што се случува, нормално излегуваат, за нив беше и супер излегуваат да се шетаат. Мислам, не се шетаат нормално со страв, ама не го доживуваат она што ние како сведоци на нешто што било некогаш го носиме во себе. Так. И малце реакцијата е прекумерна, ама знаејќи сите дека ова е сеизмички активно подрачје, ние веднаш кога нешто ќе се случи, бараме начин како да се спасиме од тоа. Сигурно дека тоа не е решение, многу сме свесни, сите се свесни дека ние не знаеме, нема предвидување. Тоа е човечки. Лесно е да се каже, не сакам да се плашам, меѓутоа се плашам. Има ли некој совет од психолозите што може да направиме? Луѓето кои што се во паника, кои што не можат да спијат, поготово сега после овој земјотрес, што можеме, како можеме сами себе да си помогнеме да немаме толку паника и да станеме покребни, може? Па добро, во овој момент веќе после тоа, нели после ова што се случува, постои нели тоа менаџирање на сопствениот стрес, секој на свој начин да најде начин како да се растерети,
да вежба, да прошета, или да се наоѓа на место на кое што се чувствува безбедно, да проба повеќе да се дружи, да раскажува за тоа со некого. И да се шегува на своја сметка, може би. Па, да, шегувањето е дел од оној одбранбен механизам кога повеќе организмот не може да издржи таа напнатост и стравот и сето она што се случува и тогаш, нели, обично во едни такви озбилни ситуации се најдува нешто како да се растеретиме и почнуваат луѓето да се шегуваат на своја сметка, на сметка на тоа како се однесувале, додека им било страв. И тоа е многу здраво. Тоа не прави да се растеретиме, да продолжиме со секојдневното живење без да останеме врзани за тоа што се случило, за тие емоции, за шокот што сме го доживеале и стресот. Оние што нема да успеат нити со смешките, со шегите што ќе ги раскажат, нити со поделувањето, нити ќе најде па соодветен начин како да го намали стресот кој го доживува, ќе биде добро да побараат стручна помош, нека одат, нека поразговараат со некого, со психијатар, со психолог, може би некој ќе му треба и лекарства, ако е тоа премногу малце преднагласено, затоа што во тоа момент пати секојдневното функционирање, начинот, значи не се концентрирани на работа, пореметено е спиењето. Не излегуваат луѓето во тие денови, не излегуваат, не сакаат да одат подобро, значи колку толку дома сум посигурен или ако нешто се случи, бар нека се случи дома, да не се случи некаде во некој трговски центар или нешто. Па да, некој така, некој па не сакаат да седат дома. Мислам, секој различно, на различен начин ги решава и не е ништо. Тоа е најапсурдното, нели, ништо не е гаранција дека ако седиш дома дека секој биде во ред или нема да биде во ред, или ако си надвор дека исто така, него ние сите бараме како онака ние предпоставуваме дека ќе бидеме побезбедни, дека ќе избегаме од собствениот страв што го чувствуваме внатре. И работата е тоа како да најдеме начин, значи да не стигнеме до таква паника. Што да направиме, може би тоа треба да биде многу пред да се случат вакви настани. Да. Па да, докажано е дека ако претходно имаме припреми за тоа, ако ве претходно, како што порано имаше, например, нас во школа не учеа што да правиме ако има земјотрес. Имаше многу коментари околу тоа, ќе сакам да ми прекоментирате и вие. Така, се чини правиме грешка, господин Негаровски. Сите велат, еве и со вас кога зборувавме, веднаш по земјотресот, јас бе во студиото, веднаш ја побаравме по телефон, се одзвавте да ги информираме гледачите. Сите веднаш по скалите, сите веднаш надвор, пред зградите. А вие тогаш рековте, по-големи се шансите да настрадате доколку падне нешто од терасата што не е обезбедено отколку да останете. А ги правиме сепак грешките. Да го повториме тоа доколку. Значи вака, пред се, како што рече колешката, многу е тешко контролата, психолошкиот ефект е многу силен, но тоа не значи дека ние не треба да се однесуваме спрема препораките што ги даваат, да речеме, најразлични асоциации од светот, како што е Црвениот крст и слично. Значи, што е основното? Прво треба да знаат граѓаните следната работа, дека се предпоставува дека објектите нема да паднат, нема да се срушат. Значи, тоа е првата предпоставка и тоа е навистина така. Ние гледаме некои секвенции од земјотреси, но тоа се најчесто несеизмички објекти, ќе видиме понатак, имаме некои слайдови. По-рурални места, по-така. Кои што се рушат. Во такви ситуации многу е тешко да се каже како да се однесувате, но под предпоставка, а најголемиот дел од нашите објекти се сигурни, значи дефинитивна е препораката да не се бега надвор, бидејќи оно што го повторите, приликом паника и може, нели, имаш и докази на повреди, сето тоа, и многу лесно може нешто да падне, дел од малтер или нешто слично и да ве повреди, отколку да останете дома. Кога сте дома, што треба да направите? Значи, кога е посилен земјотрес, магнитуда 5.1, посилен, он ќе ве фрли на земја. Тоа, значи, не можеме ние да баш така лесно да се контролира. Значи, треба да се легне и да се иде под цврст некое биро или некоја трпезариска маса. И повторно сакам да потенцирам, за да не дојде до забуна кај граѓаните. Тоа не предпоставува дека ќе не спаси масата ако се сруши објектот. Може би и некој таков
тврдо биро можеби ќе делува позитивно, но идејата е да не спаси од евентуално рушење на преградни зидови, каде што ќе видите може и на овие преградни зидови, шифонери има, и така. значи, за поголеми магнитуди обавезно може да дојде, поготово што имаме ние од цигли, овие преградни зидови, тие се крти. Ќе ги видите сега и на овие слайдови детали што ги донесоме. Во тој случај, навистина препораката е да идеме под цврсто биро, да наклониме главата, да се држиме за рачката и да чекаме да заврши земјотресот. Кога ќе заврши земјотресот, тогаш сигурно препорака е одма да се излезе надвор, нормално на отворен простор, сосема е логично, и тука веќе се препорачува да се остане и подолго, затоа што пред се автершоковите може да донесат додатни штети и уште повеќе не сме сигурни дали овој не бил некој форшок, значи обавезно натвор. Ако не можеме да бидеме до биро, се препорача да се бега од овие прозорите, него да се иде према зидот кај што нема прозори повторно за да се заштитиме од Точно ли е дека била дека обично влезните врати се преградни зидови кои Тоа важело за тие така наречени неинженерски адобе конструкции, каде што носивите зидови се многу послаби од самата дрвена рамка. И тогаш апсолутно се препорачувало да се иде потете тој надвратник да се седи. Но сега подеднакво сите делови се сигурни во објектот, нити па се посигурни скалите. Не, ние бевме во Италија, има страшни рушења. Значи, единствено што се препорачува, не тоа од мене, тоа е општо прифатено. Има една лоша тамо Triangle of Life се вика, што е пуштена, тоа е малце направи некоја конфузија. Тоа е некој вирален имейл кој што е пуштен, кој што делува интересантно, но тоа ако воопшто важи, тоа важи само под услов дека објектот ќе се сруши. Тогаш ќе се створи некој триаголник кој што ќе не спаси, но таа теорија никој не ја прифаќа и тоа теорија е извадена од една приватна професионална агенција која што иде после во мисии после земјотреси. Така да вратата не е за новите објекти каде што треба да бидеме. Дефинитивно под маса или до зидот и да клекнеме, да легнеме, што бидејќи ќе не фрли. Ако е поголема магнитуда од 5,5, сигурно ќе не фрли на земја. Сигурно ќе. Да, тоа се секунди во прашањето, се моменти кога не можеш да реагираш правилно. Само да се наврзам, значи, ова е едно сценарио што е катастрофално што би се случило во случај на катастрофа земја, а вашето беше за случај да речеме вака средно јаки или слаби земјотреси, каде што претежно луѓето реагираат. Тука сега, освен овој психолошки момент, има еден друг момент, чисто физички. Колегата го памти професор Трифунац. Значи, тој е познат, многу познат инженерска сезмологија, нали, професор на Канада, кој има уште 70 година објавено во еден труд во Америка дека како се однесува човекот во случај на земјотрес. Не во земјотрес, значи во случај под дејство на сеизмичките бранови. Значи земјотресот кога настане местото кај што се наоѓаме е изложено на дејство на една широка лепеза на бранови со различни магнитуди, со различни амплитуди и периоди. Сите тие действуваат различно врз нашиот организам. Човечкиот организам е така организиран да одредени делови од нашиот организам се однесуваат како физички системи, значи осцилаторни системи. Секој од тие системи си има своја сопствена фреквенција и си реагира на одредена фреквенција. Значи земјотрес, бранови оддалечен земјотрес е поразличен во составот. Тоа се подолги бранови, поише знаеме од искуство дека сончевиќата брано се случил земјотрес во Романија. Тоа не ниша, знаеме, а штом не ниша, ова е далечен. Штом се случи близок, да има звуки, да има онака. Така и значи тресни. Значи сите тие реагираат. И така е, значи ние неволно, друга волно и неволно реагираме, затоа што нашиот организам ги осеќа како освен кои предизвикаат со секундарни ефекти врз системот за рамнотежа, а сега знаеме дека штом е системот за рамнотежа малку пореметени под дејство, обично се осеќа гадење, губиме осет за како паѓаме и така. Помислуваш дека ти е лошо, значи, тоа всушност тоа е комбинација на ефекти. Волни, неволни,
локални, шека екзогени, ендогени и така натаму. Значи, Дали тоа некои велат дека го причувствуваат земјотресот, нели во наводници, така се вели, односно неколку минути пред да се случи земјотресот, дека точно почувствувале вртоглавици, како да не им е добро. Тоа значи дека они само порано реагираат на она што се случувало или чисто психолошки? Апсолутно не е така. Мислам, не може да го нити да го детектира. Човекот не може да го детектира. Имаше јас нормален човек. Покажав нели се вели дека животните пречувствуваат. Така, дека птиците се ништо тоа не е вознемируваат. точно. Еве две добро, се може и да дебатираме. Имаше две снимки. Една дури снимка е сега од Скопскиот земјотрес. Маче кое што не мрда се до моментот додека не една прелезе. колешка ми го прати тоа. Тоа е внука моја. Имаше, јас се покажав таа снимка, има на YouTube за едно куче кое што едно 4 до 5 секунди пред човекот го детектира земјотресот. И има објаснување дека овие примерните бранови кои што стигаат први, а кои што се послаби, дека кучето може да ги детектира, ние не можеме. Така да по однос на тоа, ако е слично со предвидување и со тие работи, апсолутно нема. Само се надоврзам на ова. Значи во Кина 70 години започна голем проект околу обидот да се врши нека така наречена краткорочна прогноза дали ќе се случи земјотрес. Значи се развија големи мрежи на стандардни и нестандардни постапки на следење на одредена, значи на однесување на животни, инсекти дури до таму. Исто тоа се случи, сличен проект имаше и во Ерменија, и кој се уште проект трае. Значи во Ерменија се формирана мрежа на сейзмолошки станици и други наблюдителни станици, каде што се следат еден комплекс на геофизички параметри. Значи геофизички и биолошки. И тоа се уште функционира и тоа државата тамо го финансира. Значи каде што речеме геофизичките параметри се, значи промена во наклон, во притисокот во внатрешните стени, зголемување и намалување на радиација на радонот, после промена или промена во ниво на подземни води и биолошки, се може малку вака изгледа несериозно, но каде што одреден тип на риби, аквариумски риби беа вклучени во експериментите и во мрежата која и ден денеска некаде функционира. Значи во аквариумот забележале дека тие рибички во случај кога тоа предпоставка дека силен земјотрес, че големи енергии се спремат и во таа фаза на припрема е офатено голема не само подрече, него простор во внатрешноста на земјата. Се случуваат, тоа е многу комплексен процес, се случуваат различни физички процеси и значи сите некои дават на некој начин дават они некој сигнал кој се уште за жал ние не умееме и да го регистрираме на време, да го регистрираме. Значи тие викат реагира. И значи тие се сите врзани во една мрежа и се обидуваат да пронајдат некоја врска. Сега негде успеваат, негде не успеваат, за жал најчесто не се успева. Сега за сега мрежа постои. Но 4-5 секунди не се ништо, што значи 4-5 секунди, веќе имате куче и да видите дека што викаше колегата Кепевски за радонот. Значи утврдено е пред силен земјотрес некогаш дека има поголемо ослабување на радон. Но многу често утврдено е и дека нема, тоа е точно. Нема правила, нема правила. Тоа е, нема еднозначно. Тоа што го кажеш на почетокот дека почувствувавме сите колку сме немокни пред природата, колку и да се обидуваме немокни сме во моментот кога ќе здрма. Ќе направиме овде мал пресек за реклами и се враќаме веднаш назад во студијата. Назад сме во студијата, разговараме за и последниот земјотрес, но и серијата земјотреси пред речиси 1 месец кои што ги вознемирија Скопјани и дали има простор за паника. Застанавме кај начинот на однесување, може ли да се предвиди и што можат граѓаните да направат. Лесно е да бидеш херој после битка, нели велат, и да анализираме и да зборуваме. Во моментот никој не знае од нас како ќе се однесува. Меѓутоа, еве таа желба да се предвиди, таа желба да се знае, иако реално, во моментот кога ќе здрма, ќе немаш време да се сетиш на тој триаголник на смртта што го велат, ни кој беше зидот сега, дали овој беше потпорен или беше, тоа се секунди во прашање. Апсолутно. Имаме ли шанса
ете да предвидиме земјотрес? Сите овие, нели, дали се тоа инсекти, дали се животни, дали се не. Па, да искаш. Па, значи, единствено што така озваничено е еден вид предвидување во Кина 75-та година, кај што се случил катастрофален земјотрес и таа година градоначалникот преку некој се вели дека е мерено преку некои инструменти, градоначалникот одлучил да негде 9 сата пред да се случи земјотресот да ги евакуира граѓаните. Но, јас прочитав на интернет, инаку кинезите, русите порано повеќе се занимаваа со предвидување на земјотрес и јапанците и американците негде 65-та имаа некој ентузијазам, после заклучија дека не може да се предвидува и велам, значи, се евакуирани. Но, прочитав негде дека претходно имало некој форшок, кој што дури и оштетило одредени објекти и градоначалникот одлучил да ги евакуира. Но тоа званично е единствен начин на предскажување, но 76-та година, значи, една година покасно, во еден друг град, највеќе жртви во историјата на човештвото, кинезите велат 250.000, значи некои незванични бројки се измеѓу 600 до 800.000 жртви. Од земјотрес. Од земјотрес, од една година покасно. Единствен експеримент, сигурно колегата го знае, Пекерски, во Калифорнија. Таму научно пробаа да врз основа на статистика кај Паркфилд на секој 30 години се јавуваат земјотреси со магнитуда негде 6,1-6,2. И е поставена, значи, мрежа на овие разни инструменти, дали да детектираат ослободување на радон и на сите тие работи, и дури померувањата се многу слични на секој 30 години. И они го очекуваат земјотресот да дојде, значи, спрема тој распоред 90-та година, дури после 10 години се случи. Има регистрации, но не успеава да најдат никакви закономерности за тој земја. Има регистрации многу околу тој, да речеме, дело тој Сен Андреус. А што е со овие муабети? Катастрофален земјотрес ки се случи поради тоа, не знам, во Америка, Јелостон го споменуваат за Истанбул, велат дека исто Турција е... Тоа е друго. Тоа е друго. Тоа велат. Еве, негде со 60% веројатност, ама 60% веројатност во наредните 30 години, или сега веќе се истрошија 10 години, тоа е предвидување кажанокте пред 10 години, дека за наредните 30 години со 60% веројатност во негде околина на Сан Франциско дека ќе се случи магнитуда над 7. Ама и за Истанбул тоа важи, бидејќи тој цел расет е веќе активиран и останат е дел од Истанбул. Ама тоа се збори уште 99-та година кога се случи последниот и се уште со таа веројатно не може ништо. Само се надоврзам така, значи тоа спаѓа ова долгорочната прогноза, значи може да се приде од геофизичка, така наречено сезмолошка и прогноза врз основа на сезмолошки подаци, каде што е прогнозата во суштина веројатностна. Значи, најчесто во моментот се е веројатност. Значи, гледаме ние како била сеизмичка активност, на нас се барат одредени така не узорци, значи примероци како се одесувала одредена подрачје во одредена состојба, да кажам, на тектонските напрегња во поширка и така натаму. Но за ова конкретно за Кина во тоа време. Значи, во Кина се појави еден труд, каде што се врз основа на одредени тектонски податоци, оние заклучија дека се појават така наречени деформациони бранови. Тие деформациони бранови беа толку слаби, толку спори, но значи споро се движат низ да речем во мантијата на земјата што има влијание врз кората и врз влијание врз внатрешната земја, да кога ќе настапи максимум на независност, обично се случуваат земјотрес. И врз основа кога пресмета колку е должината, брзината, кажа дека по тоа подрече ќе се случи. Би може да случи. Значи тоа беше врз основа на претходни податоци.
И тоа првата прогноза практично така е направена. Рекла дека во рамките за следните 6 месеци во тоа подрече ќе се случи тој земјотрес. Ова е направена дигната акција, раселени се неколку милиони луѓе се раселени и не се случи, се вратија назад и после се случи друго. Значи промашија за неколку месеци доволно за за не за 2 месеци, него во некои случаи чак оваа паника што се ствара не безпредметно или предметно зависи од овие долгорочните прогнози, се смета дека штетите од такво нешто се може да во одредени случаи поголеми од штетите од самиот земјотрес. А што се однесува за прогнозите конкретно во пред почнувањето на Афганистанската војна, руско-советско во тој момент, Советски сојуз и Америка направија голем полигон, прв, тој чак во тоа време дури немаше ни во Америка нешто слично. Тоа е во Гармскиот реон, доле во према Казахстан и Таџикистан, значи над 2000 кусур метра надморска висина направена многу сложена мрежа на геофизички инструменти, значи за следење, значи со ласери, ласерски следења, движењето на соседните врвови, сеизмографи, сето, и требаше да биде едно, да даде најголемите придонеси кон можноста. Затоа, за жал, почна Афганистанската војна, почна рестрикциите од Запад и тој е напуштен. Во моментот таков полигон постои во Калифорнија и се обидот со следење на масовен број, на многу број, на голем број на различни геофизички параметри да видат што се случува. Колку ќе успеат, ќе видиме. Така. Не може да се предвиди, значи можеме ние да се обидуваме да најдеме некое научно, значи не можеме да предвидиме, не можеме да се заштитиме тука што сме каде што сме, а за тоа говори и фактот дека повредените 50-тини и нешто кои што беа од земјотресот беа повредени токму од паниката. Да, оние земјотреси кои се случија пред неколку недели кај нас, значи не донеса материјална штета значајна, нешто беше незначајно, нели некои пукнатини и така. Немаше човечки жртви, сите повредени кои беа, уствари беа од паниката, а не од земјотресот. Затоа реков дека можеби претходната припрема, не дека тоа, како што река господата, тоа е нешто ќе значи, дека кога во случај на катастрофален земјотрес нас навистина ќе не спаси, ама од евентуално паѓање на цигли, на останати делови на намештај и тоа, можеби во тој момент кога би знаеле како да се однесуваме, значи да не поставиме... Може ќе не дојде до глава. Да, и јас се сеќавам баш тогаш сега кога беа земјотресите, едни наши пријатели рекоа дека се договорија, затоа што имаше нели серија на земјотреси, дека следниот земјотрес ќе направат место на среќавање. Односно покрај истиот столб ќе се состанат сите од семејството, затоа што секој бега некој на своја страна. Едно такво организирање кај нив ја намали паниката. Знаеа што да прават кога ќе затресе. Така да можеби ние сите можеме за себе си да најдеме, нели да се информираме во зградата, во куќата кај што живееме, кои се нашите носечки столбови, каде евентуално би било некаде место каде би можеле да се сретнеме ако нешто такво почне, како да барем оние првични или помали штети да можеме да ги избегнеме. И кај такво нешто, таква некоја припрема, кај луѓето дава резултат да се намали чувството на паника. Значи, не можеме да го намалиме стравот, затоа што тоа е дел од нашиот нагон за преживување. И моментален. Сакаме сите да преживееме, нели, али е убаво да се слушнат стручни совети, она што вие го кажавте, значи како да се однесуваме во ситуации кога ќе има земјотрес, што треба да направиме, да знаеме точно кога треба да излеземе надвор, значи сето тоа е намалува онаа штета кај луѓето, повредувањето кое би можело евентуално да настане. Имаше случај на еден дечко кој што скокнал буквално тераса и така се повредил за време на овој земјотрес. Прашањето кое што се поставува, сите луѓето знаат после тоа да бидат стручњаци и експерти за секоја тема од после, нели? И има една огромна дебата на социјалните мрежи. Што е посигурно, стан или куќа во однос на кога има земјотрес? Значи, и стан и куќа која е проектирана по сизмички прописи се сигурни. Инаку нема правило дали некој објект ако е повисок е понесигурен или куќата е посигурна. Тоа неколку пати сум го кажал и лесно се објаснува.
земјотресите имаат одредени фреквенции при нивното движење, кои што фреквенции најчесто се совпаѓаат со некои фреквенции, први фреквенции од зградите. И тогаш доаѓа до некоја резонанса. И ефектот на поместување и на оштетување е многу поголем, така да за Скопје, но повторно велам, ако тие проектирани спрема сизмичките микрореонирања, значи нема никаква врска дали е зградата ниска или висока, значи, но, бидејќи локалните земјотреси, тој колегата го знае подобро, значи, локалните земјотреси се предоминантни периоди негде 0,3-0,5, а зградите од негде од 2 до 3 спрата до 4 до 5 спрата ги имаат тие први периоди, првите вибрации на зградите се такви. И обично за локалните земјотреси повеќе се повредливи згради од 3 до 5 спрата, а за далечните земјотреси се поповредливи, да речеме, висококатниците од 20 на спрата, бидејќи нивните први периоди се негде 1 секунда плюс. А далечните земјотреси, како Букурешкиот земјотрес, што е, тие се со 2 секунди. Онда тогаш се побудуваат. Ние имаме регистрации на Джевај, поставивме инструменти за силни земјотресни и тоа за нас како експерти е многу се драгоцени податоци и ние на некој начин се радуваме што имаше некои земјотреси кои што успеавме да ги фатиме, бидејќи можеби за наредни 30 години нема да имаме петка. Петката не ја фативме, 9. Денешниот повторно го фативме и се покажува. А фативме и од румунскиот, е малку со слаб интензитет и дури од Кресна, значи повисоките, подалечните земјотреси ја побудуваат зградата во првите тонови. Но бидејќи таму атенуира акцелерациите, не се опасни. А локалните земјотреси, повисоките вибрации ги побудуваат, ама повисоките вибрации немаат големи померања. Така да дури повисоките згради се на некој начин само прашањето е како се почувствува земјотресот. Но основно е следното. И едните и другите си се проектираат, едните на далечни земјотреси, другите на локални. Значи, ако имаме ние по сите прописи проектиран објектот и потоа изведен, да кажам дека Скопскиот земјотрес многу лесно ќе се, да кажеме, ќе го издржат најголемиот дел од зградите, но сепак и тоа не може, мислам, никога со сигурност да се каже. Имаше една анекдота на социјалните мрежи после земјотресот, нели едниот, вториот, па потоа и третиот, дека од Джева Хиро 40-тиот спрат се уште се минуваат по скали после првиот земјотрес, до 40 спрата, а ние нели Скопјани учи по скали. Уште една работа многу ги загрижи Скопјани. После земјотресите се појавија информации дека во студија ефектите на почвата од Скопскиот земјотрес 63-та, која што била направена после земјотресот, има еден дел кој што се вели дека во Скопје има процеп кој што е 200 метри длабок, па дури се појави една мапа, доколку можат од режијата да ја пуштат, вие ќе можете да ја видите и зад мене, точно дека процепот почнува од кај чешма, кисела вода, оди преку улица Стара Железничка, Дом на градежници, Ленинова, Партизанска кај полициската станица Карпош, така ете можеме да ја видиме, влае па се до Лепенец. И дека се што е изградено на овој потек, дека е голема грешка и дека е најизложено, односно најрична земјотрес. Прво, дали е точно дека постои овој процеп, да прокоментираме, а второ, што значи овој процеп ризичен, ако има зграда на тој процеп или не е? ИЗИС долго време врши во различни проекти микроорганизација на Скопје. Така. Иначе при тие истражувања како внимателно се прави, се гледат и тектониката, локална тектоника, се прави бушотини се по потреба и ако се погледа, значи ако такво нешто имало, тоа до сега колку пати би се појавило како високо ризичен простор, да кажем. Што значи тоа процеп? Еве јас како лаик, туку има дупка во земјата? Не, само ако погледате на слайдот, точно се гледа дека фактички се наредено ове, не знам од каде, тоа е кај што биле најголемите рушења за време на Скопскиот земјотрес. Тоа најверојатно статистиката е. Најверојатно по тој урнек е правено ова се. Сега ИЗИС ги има тие податоци за локалната тектоника на Скопје, тоа може да се провери, да се види. А најверојатно дека
тоа и така како ќе беше вклучено во ова. Тоа е статија на покоен професор Поцевски. И таа статија врз основа на, како што рече колегата Пекевски, на оштетувањата. Направена е практично карта на оштетувања. Малце новинарите можда погрешно го пренели, не можам да разберам во кој смисол мислат 200 метра процеп, длабина на 200 метра, пукнатина... Ширина ли на 200 метра, дупка ли е, што ли е? Не можам навистина да разберам. Значи, колегата Пекевски тоа го знае одлично, подобро и од мене. Има Скопје систем на раседи. Тие раседи не можеме ние да ги избегнеме. Некои од нив се активни, некои не. Но основното е следно, како што рече колегата, значи, се прави сеизмичко микрограунирање, каде што во детали се оценува каква акселерација може да се појави на тлото. Да речеме, иза джева или иза сите овие квалитетни, мислам, капитални објекти, се прават геофизички мерења, врз основа на геофизичките мерења се даваат сеизмички параметри. А грубо што значи тоа? Значи, земјотресното движење на основната сцена, ако има некој депозит, има некоја амплификација, тоа ние ја пресметуваме и врз основа на тоа даваме спектар за проектирање на објектите. Така да Ги знаеме ли ние каде се тие плочи? Јас сега ги замислувам и вака низ лаички муабет, дека тоа се една плоча Скопје овде, Капиштец овде, ако се раздрма Скопје и Капиштец, тоа се две различни плочи. Па добро, прилike така е, ама тоа е многу грубо. Грубо кажано, добро. Инаку професор Поцевски, тој познат е во 60-те години има објавено еден труд во БСС, да го знам. Таму е, значи едно е што може горе ние да предвидуваме што ќе се случи ако се случи земјотрес. Но во тој труд беше идејата дека дел од овие манифестации на површината и рушења поради локални зголемувања на интензитетот, макросеизмичниот, е поради, речеме, градбата, самата нестабилност на почвата како таква, голем присуство на подземни води и шлјункови. Него е друг, дека подлабоко во кората се створил така наречен фокусирачки ефект. Сеизмичките брани се фокусирале точно на површината и фактички во тие фокуси, дел од тие фокуси се и најголемите рушења. Велат постарите дека бранови биле на тој земјотрес Скопскиот и каде поминал бранот, таму имало срушено без разлика. Значи имаме на површината кој можеме да ги контролираме одредени параметри и врз основа на контролата врз нив да се градат апсолутно сигурни објекти. Но она што се случува во градбата, во внатрешноста на кората под Скопје, тука сме апсолутно безпомошни. Секој земјотрес си е приказна со себе. Ние само може да зборуваме општо дека врз основа на регионалните напрегања, тектонска структура, седмотектонски структури и така натаму, дека така ќе се однесува има шанси така да се однесува скопското жариште во случај на земјотрес. Но тоа се предвидува, тоа се се предпоставки. Но, инаку, како што рековте, некојаш има и снимки, ми се чини. Тоа се еластични брани, некојаш не се еластични. Значи, кога ќе се ослободи енергијата од жариштето, значи, буквално може да се видат тие движења како баш како брановите. Да, буквално се видат. Но тие се еластични. Ако е нешто поголемо, тогаш доаѓа до некои пластични деформации на самото тло, како што доаѓа оно што го викаме ние. И во Турција имаше, а и во Америка е стандардно, ако има магнитуди големи, над 7, има распукување на раседот со манифестации на површина. И у Италија многу помала. У Турција беше тоа распукување, оно што го зборевме, значи поместување по вертикала на двата блока, што ги викаме ние, на подолжината на раседот 4 метра, по хоризонтална имаше 8 метра придвижување. Значи, да се обидна пластично, значи буквално влае да се подигне 8 метри во однос на Карпуш 4, кој што ќе пропадне 8 метри. Па не толку далеку, тоа се блиски. На самата, таа пукнатина, да ја кажеме, значи, буквално се случува, има безбор примери, тука имаме и некој... Од еднаш брдо. Од еднаш брдо, да. Случајот со страшни магнитуди. Па во Енкоридж, земјата 70-те години, тоа така страшни, да не кажам, бранови под наводници,
да едноставно од бродовите беа качени, не од водата гидени, него буквално беа исфрлени на бреговите. Од самиот земјотрес со самите поместувања. А каде што згради еден стамбен блок е доле, другиот до него е горе негде, страшни. Има разни, да кажам, сайт ефекти од земјотресите. Многу карактеристично е, еве, за земјотресите што беа во Нов Зеланд. Таму па објектите највеќе пострадаа од така наречена ликвифакција на тлото. Што тоа значи? У Скопје, за среќа, постои можност на некој делови да има ликвифакција, но најчесто ја нема. Тлото, одредено тло, под одредени вибрации, ја губи комплетно носивоста. Значи, не носи. И тога се случува пропаѓање на зградите, пропаѓање на аута. Тоа се случи во Нов Зеланд, во овој Крајстчерч, како се викаше, лани прекрадени, масовно. А прв пат е Дали се тоа оние шинк хол што ги зборат, пропаѓање па и како кругови, тоа е тоа, за тоа зборуваме буквално дупка да не се знае каде е крајот. Во суштина тука буквално може да се случи да се појават гејзири од песок. Буквално од чврсто тло, гледато ден па ќе избие цел гејзир на песок. Значи самото тло губи она компактност и едноставно се дисоцира на некој начин. Рековте во Скопје има места има каде можност, ама тоа се минијатурни е тоа. Инаку прв пат е вака многу видно забележано во Јапонија, во Нијагата ми се чини земјотресот, каде што буквално оваа зграда како што е вака, не доаѓа до никакво штетување на зградата, бидејќи тлото не носи, зградата се накривува и се превртува и можете да ги видите фундаментите. Темелите. Тоа се маса на згради, значи тлото не носи. Слично беше и во овој измитскиот земјотрес, имам сликано ликвифакција, но не така очита како што беше прв пат таа забележана во Нијагата, а сега во Крајстчерч масовно. За среќа ние немаме такви потенцијали овде. Паниката на Скопје не оди дотаму што кога излезе оваа карта, оваа мапа со процепот, отиде дотаму да луѓе што можеби живеат овде брзо да се продаваат становите, не купувајте стан на овој процеп, држи ли таква паника? Не држи воопшто, затоа што ние, еве сега, тамо каде, што е, значи, Дом на градежните, тамо немаме некои манифестации на секундарните преградни зидови, имаме повеќе, еве, овој потек тука, Лисиче и доле, значи, нема правила воопшто, но повторно сите, ние извршивме инспекција на околу 3000 објекта, нема ниту еден објект каде што се оштетени, да кажеме, каде што се штета носивата конструкција. Тоа се само штети на преградните зидови. Така да не може да се направи ваква, да кажам, поделба и кој регион е поопасен, кој не е. Од еден земјотрес може да биде еден регион од друг, од некој друг, во некоја друга локација, од многу фактори. Ова е класичен пример, госpođo Мирјана, како од паниката на граѓаните некој може да се обиди да ќари, па така некој, нели, доколку зградата не е на ова место, не купувајте таму, нели, купете овде, а граѓаните паниката сакајќи да се чувствуваат побезбедно ќе одат на таа карта. Како да не бидеме измамени? Да, во човечката историја, не само при земјотресите, кога има секакви дури војни, кога има несреќи човечки, има профитери кои сакаат од тоа да се збогатат, да заработат. И јас се надевам дека тоа ќе биде единствената незгода што нас ќе не најде овдека во Скопје. Можеби да некој стане жртва на некој што сака да профитира, да продаде стан. И се надевам дека уште долго години, еве тука, слушнам нешто, може следните 30 не би имало повеќе пензија или такво нешто, ама дека тоа може би било и многу подолго. Јас лично верувам на како се изградени нашите згради, особено оние што се градени многу брзо после земјотресот. Зашто знам дека тие сеизмички беа испитани, да бидат стабилни, да бидат отпорни. Тоа не е само ваше мислење. Многу од Скопјани сметаат дека ако се купи стан кој што е можеби постари граден во времето после земјотресот, колку нов стан ќе биде побезбеден. Па добро, ама ние не може и за тие новите да кажеме дека не чинат, нели?
Може би јас зборувам затоа што мојата зграда е така постара, па и јас спаѓам. Се тешиме дека нашата зграда е по. Значи и за овие нови згради сигурно дека верувам дека тие што ги конструирале и што ги граделе размислувале за тоа и дека и тие луѓе се безбедни. Имаме ли како да знаеме, господин Гаревски? Ништо да докажеме. Да, имаме ли како да знаеме дали се безбедни? Имаме ли контрола? Неколку пати со вас на оваа тема разговараме. Може ли денеска граѓаните бидат сигурни, има ли инспекција, контрола, дека ова се што се гради како треба по закон и правила? Па, знаете што некој дури ми обрнаа внимание дека сум преоптимист, дека велам дека сите згради кај не се добри. Ја една работа ќе кажам, а тоа е очито доказ, значи Скопје навистина беше многу оштетено од земјотресот, имаше доста рушење. Но, значи, не падна, не се сруши ни еден објект кој што има еден вид на рамки, не тродимизионални, него рамки во еден правец или во друг правец. Тоа зборува дека земјотресот беше многу јак, сигурно. Еве ги овие кули што се вели поред Варда, нели не е добро да се проектира и сите тие работи, до трговскиот центар. Сите се тие пред земјотрес. Значи не падна, не се срушија. Тоа е вака една, да кажам, охрабрување кај граѓаните, да кажам, првата работа. Тоа се оди веројатно дека официрски музеот, сите тие што веќе покривате се срушија, тоа е масивни со големи и театарот исто секоја се ува тие диагонални пукнатини. Не падна ни, нели, овој, како го викаме, синдикатот, па и се прошири дека го затвориле проектантот, дека ставил поише, не знам, арматура, не е тоа воопшто така, точно, и да се префрам. Значи, одма после 65-та година е дојден законот за проектирање во сеизмички продолжи. Пред тоа на ветер се само димензионирани објектите. Од тогаш навака, дури ја би рекол, со исклучоци, проектирањето е се подобро и подобро. Значи, негде од 70-тите навака, па да не завршам, тоа го знаат веќе граѓаните, значи од крај на 2013 секој буквално објект во Скопје, не во Скопје, во цела Македонија, не само згради, туку и мостови, подпорни зидови, се контролира прво проектот во ИЗИС и институтот не може да добие инвеститорот дозвола за градба во колку ние не издадеме позитивно мислење. И уште повеќе, ако е објектот поголем од 300 квадратни метри, тогаш ние одиме 2 пати на терен, во почеток на градба, не интересира само конструкцијата и на крајот. И тогаш, без нашето позитивно мислење, не може да се добие оној дозвола за, како се вика, за пуштење во потреба, да. Така да, а и претходно се релативно добри. Ајде да не биде све идеално, бидејќи дури и во, не знам, еве, Лома Приета 89-та година магнитуда 6,9 во Америка, тогаш имаме 6 милиарди евра штета. Значи, тамо, каде што во Америка многу давна се прописите. Значи, и овде, ако се случи Скопскиот, ајде да кажеме, може и ке се случи да падне 1 до 2 згради. Ако се случи нешто повисоко, бидејќи неизбежно е некојаш да има промашување. Која, како, зашто? Но тоа е како резултат на некој пропуст, на некој фелер, на некој неправилно проектирање. Но, значи, тоа не е ништо, 2 до 3 згради, поднос на, не знам, масовна така. Има фелери, конкуренцијата си направи своје, да сега све повеќе и повеќе самите фирми се такмичат, да се пофала дека граат сеизмички и веќе критериумите се изоштрија и ми се чини дека кај овие големи компании веќе навистина нема да има никаква пречка за да се издржи земјотрес како што е оној Скопскиот од 63-та година, а особено она што велам дека навистина некако управо време дојде до оваа контрола супер и еве можам слободно да кажам дека скоро ниту еден од тие објекти што ние веќе ги поминавме
дури немаат ни прснатини, но може и да се очекува. А што доколку забележиме дома во станот, после земјотресот, пукнатина во зидот? Дали е тоа малтерот, фарбата, треба да не загрижи? Многу лесно се диагностицира. Тоа не треба да бидете посебен стручњак, бидејќи кај нас веќе сите згради се или од армирани бетонски рамки или овие зидови армирано-бетонски платна. Значи, ако се примети по хоризонтала или по вертикала, да речеме, прснатина, тоа е, значи, контакт помеѓу гредата и преграден зид или помеѓу столбот и преградниот зид. Многу едноставно се гледа. Кај зиданите конструкции може да се појават некои диагонали, но на појаки земјотреси. И за граѓаните и онака... Страшно ли се тие диагонали, да речеме? Не се воопшто, баш токму тоа сакам да кажам. Значи, наједноставно е кај граѓаните, тоа е најчесто прстатина кај малтерот и воопшто преградниот зид на ваков земјотрес не може да се оштети, не може. Тоа на многу лоши конструкции кои што се градени пред земјотресот. Иако евентуално граѓаните се плашат, едноставно еден дел од таа прснатина можат повеќе да го симнат малтерот, да погледаат дали кај циглата е нешто испукано, но велам дека скоро да... А што ако на дворешниот дел од зградата? Еве, јас имам забележано една зграда која што после земјотресот има пукнатина на самата фасада на зградата, која што претходно ја немало. Тоа исто? Има. Значи, има пријава на околу 3000 објекти за таа магнитуда од 5.3, се знае дека ќе настапат на овие секундарни елементи овде во Ново Лисиче, баш каде што живеам ја, практично ние викаме проработени се сите преградни зидови кај некои објекти, но тоа е за очекување. И не е, контактот не е променет, но раздрмано во моментот. Но ако понатака нешто се пуштиме од овие што е италијански земјотрес, ќе се види дека на многу појак земјотрес може и да паднат тие. Значи и на Скопскиот ќе се случи преградните зидови да испаѓаат. Значи нема да биде како што е сега, ништо да не биде. Најголемиот дел нема да имаат ни паѓање на преградните зидови, но ќе има масовно оштетување на преградните зидови. Не може да нема за таков земјотрес. Али таков Не де Боже. Така. Ќе направиме уште една пауза за реклами, па се враќаме назад во студиото, ќе зборуваме и за италијанскиот земјотрес, ќе зборуваме подетално и за овој денешниот. Вие донесовте некои фотографии за тоа што каде се беа овие земјотреси скопски во изминатиот месец, каде се беше и по центарот и што се случуваше со тлото под Скопје. Се враќаме веднаш преку. Назад сме во студиото, ние ја разгоревме дебатата овде колку можеме да бидеме безбедни и што да не паничи. Можеме да заклучиме дека правила нема. Значи можеме да се обидеме, да кажеме, можеме. Меѓутоа правила нема. Едно од работите кој што ни покажа дека пред природата сме буквално немокни и не можеме. Ние ако купиме стан каде што сме сигурни дека нема сигурни во наводници, нели, токму кукузина таму ќе има нешто, ќе се случи. Доказа тоа и земјотресот во Италија, катастрофалниот земјотрес за кој што сите светски медиуми пишуваат дека буквално некои градчиња се срамнати со земја, односно збришани од картата. Вие бевте, односно делегација од Македонија, бевте во Аматриче. Од 20 до 24. Од 20 до 24, така, како бевте директно вклучени во анализите после земјотресот. Имаме и некои слайдови кои што вие ги донесовте, кои што може да ги прокоментираме, ќе ги гледаме овде на превиуто, ќе можете да ги видите. Па ние направивме околу 400 слайда, нешто избравме сега од тоа што беше, само доста брго иде. Еве да кажеме, ова е доста застрашувачки, не знам слайдите некако брзо идат, али добро. Надворешните зидови паѓаат. Ова е Аматриче директно снимано од нас. Ова е, значи, практично рушење на комплетни објекти, мислам, зидани конструкции. Еве, ова исто слика фатена сега тука. Тешки оштетувања, но сите овие оштетувања се на масивни, неквалитетни, несеизмички конструкции. Тоа се стари куќи, згради, споменици,
кои што практично се најповредливи. Имаш и некои други слики, ми се чини тамо Еве можеме и овде, не знам дали се одат истите слики, ја гледаме, еве ова е зграда стамбена, распукана буквално. Да. Ама еве ја пукнатината која што е створена како резултат, еве тоа е околу 20 сантима е поместување на едниот дел од раседот спрема другиот дел од раседот. Тоа е негде на 2300 метри. Ние успевавме да го лоцираме тој расет. Нормално имаше координати зададено веќе од италијанските, да кажеме, сизмолози, и бевме на лице место, бидејќи тоа навистина се ретки моменти каде што можете да снимате такви визуелно да се види распукувања, процепот, да ги видите. Практично ова се ова блока помеѓу два раседа и дошло како резултат Буквално на поместени. поместување. Еве таа пукнатина иде околу 100-150 метри и е на голема висина, значи и е, колку што рекоа италијанските сизмолози, дека прва манифестација што е забележана во Италија на едно вакво распукување, магнитудата беше малку појака, односно неколку пати појака по однос на Скопскиот земјотрес, 6.3. Значи се срушива малку рамовски неинженерско добро проектирани, а сите други објекти што се срушија беа од камена зидарија. Еве гледате, ова е црква една, тоа се камени ѕидови со неадекватен малтер, имате тамо речен камен кој што е вградуван, така да многу е очекувано и затоа имаше околу 400-300 жртви да се случи тоа. Многу е очекувано, но овие сигурните објекти, да кажеме, добро, ова повторно не е инженерска конструкција, гледате, овие се камења кои што практично не можат замачкање дозгоре со фасада само. Врата, сигурната врата. Да. Така да, најголемиот дел, да не кажам 95%, ова е веќе, вакво нешто можда може да се очекува, иако вака не делува убаво, и во Скопје, ако би се случил некој појак земјотрес од Скопскиот... Да паднат на дворешните зидови, значи. Може да се случи, но нема да се случи зградата. Вакви оштетувања може, не вакви. Вакви се многу малку. Ова е веќе оштетување на главната конструкција, на носивата конструкција. Ова е столбот. Во Скопје од овој земјотрес нема ниту едно вакво оштетување. И вакви многу малку би требало да се случат за време на Скопски земјотрес, но повторно треба да се знае дека идејата на проектирањето за тие максимално можните земјотреси, дури и да дојде до штетување на дел од конструкцијата, но зградата не би смело да падне, односно превенција на човечки жртви. Седи си на каучот, може би ќе се луфтираш ако падне зидот, меѓутоа нема да погинеш, нели, да се пошегуваме малку. Оно што сакам да ја прашам, го видовме процепот. Процепот изгледа страшно. Факт е дека и Скопје има неколку процепи кои минуваат. Имаше вакво слично и Скопје. Кај Бразда. Во близина на Бразда, значи. Има снимка. Исто вака видливо. Да, снимено. Што ќе се случи доколку ваков процеп се случи, а од озгоре има зграда? Дали ќе ја бутне зградата? Многу добро прашање. На некој начин, дури прописите не го имаат земено тоа у предвид, да кажеме, и ако се случи такво нешто, може, не постои проект. Ова е мал објект. Ова е релативно мала пукнатина. Рековме, има и до 8 метри поместување. Тогаш 100% рушење. На ваква пукнатина ќе остане објектот. Нема да падне. На ваква. Меѓутоа, потоа не би бил безбедно живење. Но за среќа, мислам дека во Скопје вакви пукнатини во градот нема да се случат, бидејќи сепак тие магнитуди не се големи. Ево, ова е тоа поместување од 20 на метра по вертикала. Тоа е нормален рез. Се гледа колку. Да се надеваме дека нема да имаме вакви. Неколку за илустрација, 904 година се смета дека е најсилниот земјотрес што се случил во Европа. Тој земјотресот Кресна, Кресна што го викам. Значи, ги читав, постои еден извештај на геодетска експедиција австријска, која било во тоа време, и тие го напишале тој извештај, каде што со цртежи се прикажани дислокации до 3 метра. Значи, огромни 3 метра, кои... Во Пекчево тогаш? Не, во Пекчево, значи во зоната на Кресна. Значи, тоа е од другата страна. И во Бугарија, кои тогашни
ова сведоштва ги потврдија во Бугарија пред неколку години со посебна експедиција направена, каде што се откриени, отворени, значи такви дислокации со висина од 4 метри. Толку голем. Да. Со оглед на тоа, иако се води голема полемика и дискусија тоа дали е бил магнитуда 7,8, дали е била 7,2 и се води како 7,8. Да, значи очигледно е дека работата дали бил помало магнитуда затоа што немало релативно мали оштетувања. Тоа е многу чудно. Знам во тоа време дедо ми кажуваше и други кажува од Берово, дека само се собрале старите, погледале што паднало и што понатаму. Значи сите тие градби кај што биле со не керпиш со крстени греди, вика сите биле неоштетени практично и така. Може би помали градби, помалку луѓе, помалку во тоа време секако. Имаме ние неколку фотографии, ќе ги замолам држијата ако може да ги пуштат за последните земјотреси во Скопје, да видиме каде... Од 11 септември е регистрацијата во Сеизмолошката обсерваторија, значи 24 часовната... Вака изгледа страшно, колку беше магнитуда на овој земјотрес? Да, 5,2, 5,3, тука е... уште проценти се и се гледат убаво сите тие авторшокови како се послабите, како се наредени таму. Ова се овие плави линии, така тие... Не, тоа иде плаво-црвено е секој на пола час се менува, за да полесно може да се одела, да се види во кој, значи од страна се наредени часот, во кој случај тоа времето е според УТЦ. Овде вака ова е интересно што овде се наредени сите, се прикажани сите епицентри, значи пак да кажам со одредена неточност. Но сите тие ја опишат како што гледате Скопското епицентрално подручје познато од порано, значи со тоа тие опишуваат и зоната на внатрешната земја каде што се спремило овие земјата, се припремил и каде што се ослободила целата енергија. Значи таа енергија не може да се ослободи во една точка. Таа едноставно бидејќи е поголем простор со неколку километри тоа е внатрешноста, како што и секој земјата со одредена магнитуда следи дека може да се ослободи на одреден расет со одредена должина. Значи затоа што секој расет е за себе генератор на одреден тариф. А тука е интересно што се гледа Скопско-Кюстендилскиот расет, значи тој поминува низ Скопје, значи почнува негде од Кюстендил, а завршува во Елбасан и се мисли дури до Валона. Значи тој главниот придонесувач кон што на некој начин донесувач на енергија што би ги бутка другите плочи. И гледате тоа внимателно со Скопско-Црногорскиот расте што се пружа надлежно, фактички на ова место се ствара еден чвор во кој се слобода се случат секој и тоа е правило во сеизмологијата, во такви чвори се најсилните земјотреси. Што е ова? Дали ова значи кога Крушево немаше воопшто прилеп, не се почувствува или само таму каде што најмногу се почувствува? Ево тоа се најсилните земјотреси кои што гледате со црвено се најсилните земјотреси на ова подрачје регистрирани и историски ставени. Значи практично по долината на Вардар, Вардарската зона, на исток, значи Пекчево, Струмската зона и на запад Дримската зона. А во средина, во Пелагонот е релативно постабилно и значи како што гледате таму не се случи во поновата историја никаков земјотрес. Значи посигурно се живее во Крушево, Македонски Брод, Кичево, Богомила, така излегува, не види прилеп, прилеп, да. Значи побезбедно е таму да се живее отколку во Скопскиот регион каде што има. А само погледнете во Албанија што се случува и таму исто еве. Значи кој како така. Срека. Што не мора и да значи. И сега кога ги гледавме сите овие точки, ја видовме реката Вардар и видовме како што рековте дека дош реката Вардар, тоа е се она што во последно време се зборува има ли врска водата со земјотреси и некој велат ќе се наполни кога има многу дождови, оние процепи во земјата ќе се наполнат, па има поместување, помрзнување, така ли е? Зошто секогаш како непишано правило после поголема вода, поголеми дождови, поплави има земјотреси, не само кај. Хидрометеоролошкиот завод во Скопје даде не после овој земјотрес, даде листа на сите поплави случаи, сад мислам дека последните 100 години. Значи има толка број на поплави кои воопшто не се следени со земјотреси. Значи апсолутно мислам дека тука не би требало се бе. Нема врска.
Пошто се велеше, нели, таму каде што имаше најмногу поплава, сега во, нели, оној дел Стајковци, така, таму биле во близина и епицентрите, па ете тоа се поврза. Некоја проста коинциденција се случува. Само ние со таа коинциденција може да врземе и ред други појави. И петната што викат на сонцето. И геомагнетски бури, и соларни бури, све. Нема правила ниту по начин да се знае. За сега не можеме ништо да доказ не може да се. Полно со колегата се сложувам. Значи, за скоро сега негде читав. Некој заклучиле дека големите земјотреси се случуваат на Сабајле. Сега се случиле 3-4 такви, а еве сега се случуваат на Сабајле. Значи, јас пробував да видам прво по нашите конгреси, ја не знам по вашите дали се дискутира некогаш. Никогаш не се дискутирало поплавите да ги се поврзат. Обратен ефектот, како лизгање на тло, може да се излие тлото во некој езеро, матка, па да се прелие браната, па да се случат поплави, а обратно не. Но на едно место, ама не успеав да видам таа статија, и тој е научник, ама тоа е, пазите, на не знам колку случаи, како да го поврзуват врнежите на Хаити, на Хаити со земјотресот, тој магнитуда 7.4 многу голем. Не можев да најдам статијата, но многу малку никој не го дискутира. Во Албанија Бети Мучо има, тој беше покан за жал, има да направен таков еден труд објавен во американски списанија, значи за следел сеизмичката дейност паралелно со врнежите во Албанија во еден подолг период и апсолутно нема конекција. Нема корелација меѓу тоа. Нема такви корелации, нема. Еве на самиот крај сме. Неколку пати сум ве прашала, повторно ќе ве прашам. Треба ли Скопјани да стравуваат од голем земјотрес? Може ли да ни се повтори Скопје 63? Нека кажам. Непопуларно прашање. Јас ќе кажам, можам и прв да кажам. Статистички испаѓа дека не треба. Статистички, ако гледаме. Според состојба што викаме на теренот, пак не би требало. Меѓутоа, никој не може да... Не би требало. Магнитудите на раседите негде 6-4-6-7 се скопските. Некоја статистика они имаат, ние имаме на 500 години, на 400 години. Тоа е во основа на евидентно, значи 500 година, 1500 година, 1900. Еве како што се вели овие земјотреси со магнитуда 5.2 на 100 години велите дека се... Не, за 5.2 тоа е интересно што забележам. Не, за Скопје зборам. За Скопје да, али 5.2 за територија Македонија има некоја... Ама за Скопскиот 5.2. Скопје не. Така да, јас, да ви кажам, дури еве реков денеска, што е можда смело, дека може би веќе нема да почувствуваме. Од 63 година овој земјотрес се населен. Од 63 година до сега. Овој сега што беше, да, се треба. И еве што вика колегата, еве као истрошена е малце енергија, иако од еден степен до друг треба бајаги енергија. 10 пати поголема ослободување е од еден до друг степен. А тоа веќе значи зафаќање на поголем простор во внатрешноста. Значи тука е лимитирано све, нема. Ова е 5-3 типично класично прво четврка, нели форшок е така да се дефинира. Па колку има десетина така појаки. Околу десетина, така беше, да, околу десетина рекол. И ова се тие. Не, беа преска покажа. И јас, иако они нели велат, може и 3 месеци од прилike магнитуда да има манифестација со автершокови. Вела дека после 63-та година дена или колку се тресело... Не, после 63-та до 70-та година. Значи, во Албанија се има... И тоа се биле автершокови. Да, тоа се све после 70-та веќе се смета тоа... Они така ги водат, како автершокови. Тоа според професор Хеджиевски што имаше неговата историја. Значи, ако се погледат сите како тие хипоцентрите беа ориентирани во простор, бидејќи во тоа време работеше една мрежа, специјална мрежа на сеизмолошки станици инсталирана од Институтот за физика на земја од Академијата на СССР. Значи, беа точно поставени и се гледаше дека тие го следат просторот во кој настанало првиот
Значи, Дека се тука некаде, тоа е. така. И во моментот кога се појави расслојување, значи почна се појават од сите страни, вече не така наречен неорганизирано или не поврзано, се сметаше дека веќе целата Скопска колина преминала во нормален сеизмички режим. Значи се појава на земјотреси слаби на одреден број години така. Така нормални. Еве сега да кажеме денеска читав. Лома пријата, тој магнитуда 6,9. Прочитав дека имало 6 месеци порано 2 форшока со 5,3, 5,2 магнитуда. Ама никој повторно не можел да предвиди дека ќе дојдат, они го После третираат 2-3 како месеца, форшок. Црна Гора само спомнува Црна Гора. Имаше форшок Шок 6 магнитуда и кусор. пред Да. овој. И се Пред големите. сметаше Да. во март, беше тоа негде во март и као Дека тоа е најакиот али и после... во тоа време неавме ни такви ни податоци, ни ништо и се сметаше. Рекол, окей, вика, тоа е најсензивно, не може да се очекува посебен. И дојде после. Да се надеваме дека нема, дека кај нас... Јас цврсто верувам дека вие сте во право, верувам во... Па ајде ќе видиме, ја мислам дека нема да се случи, иако е многу смело. Дај Боже. Многу И смело е да се каже среќата е тоа. Не може да се предвиди земјотрес, да, Не како може што да. Еве, ви да заклучиме дека не може. Не, Иначе ако заклучивме. кажеме, Така. И капацитетот на Скопското епицентрално подрачје значи не би можел да генерира толку сила. ама не, вајде не толку често. И толку брзо. И не толку често, и толку да. брзо, така. Ќе оставиме дамата за крај, господја Миријана. Можеме ние да се плашиме, природните непогоди не можеме да ги... Некако на Скопјани сега им се случија неколку работи. Одеднаш ги имавме поплавите, па без разлика дали бевме близко или далеко, имавме жртви за жал, кои што секој сограѓанин сочувствуваше и секој велеше ова можеше да ни се случи и нам, можеше да биде кај нас. Потоа ни дојде земјотресот. Стравот, стресот, носат тахикардија, носат здравствени проблеми, потоа и поголема велја. Па да, јас би препорачала секој да побара помош. Еве, ние имаме служба во комората на психолози која е за волонтери, бесплатна. Побарете го телефонот на веб страната на комората, има на Facebook страна. Бесплатно може да се добие помош, нема ништо тука од што да се Имате сработи. неколку разговори со психолог, значи и оние тоа беше формирано за време на поплавите. Ова важи и сега за овие земјотреси, значи луѓето кои не можат да се справат сами, можат да се јават, ќе добијат помош од психотерапија, ќе добијат психолошко Од разговор глава не боли? Па не, сигурно дека ќе се почувствуваат подобро растеретени, порастеретени во себе си и повеќе спремни да се соочат со било што да дојде понатака. Поготово кога знаеме дека не е до нас и не можеме ништо, нели? Природата па е знаете толку како, моќна. има едно нешто, значи, ако веќе се одлучуваме да живееме овде, нема да се селиме во Прилеп, во Ама Македонски каде? Брод, Во нели? Прилепа има друго. Ако Да. овде е земјотрес, во Прилеп има Тогаш поплави. е Ако е во... добро да ги Извинувам што ве послушаме, еве прекинувам. вака. После 63-та година имало полемика дали Скопје цело да се пресели на некое друго место и после одлучило дека цела Македонија е сеизмички регион и дека идејата е да се проектираат сеизмички сигурни објекти, а не да се Не да се... Ама нема каде да се дига, Да, секаде има нешто. Ве Секаде има прекинав нешто. можда. Не е проблем, мислам, нема некоја формула или нешто многу паметно што ја би можела сега да го кажем или да го прочитаме некаде да побараме како уствари да се спасиме од сето ова. Значи нормално е да се плашиме, нормално е да бараме начин како да се заштитиме, ама ако живееме во постојан страв и ако тоа навистина ни го пореметува живењето, можеме да побараме помош. А јас чисто верувам дека кога вие- господа остануваат да живеат тука во Скопје после толку знаење, Можеме да нели се за останеме и ние земјотресите така. дека ја верувам дека Само уште накратко, се вели дека онаа техника на дишење помага, вие психолозите Да. помагали? помага. Помага, а секој треба да најде својата техника. Некој го смирува кога везем, например, мене многу ме нервира да везам и да плетам, ама ми можела нешто друго да правам, да читам книги или да шетам или да... Секој некако Значи, различно. секој ќе го најде својот начин како му доаѓа да се растерети, да се чувствува подобро, да се дружи со оние што ги сака, да се дружи со своите пријатели, да го осмисли поубаво својот живот и да побара помош. Не е лошо да се побара Да се помош побара ако не помош, можеме да доколку се не може справиме. веќе сам. Нека ги прашаат матичните лекари, нека побараат психолози, ете реков има телефони на веб страната од комората, на Стоите Facebook. на располагање. Да, стојат стручњаци за располагање. Нека побараат помош затоа што полесно се живее после.
Така. Ви благодарам многу за вечерашното гостување летна час и половина. Ви благодарам за искрените одговори и јасни одговори. Не е лесно да си лаик и да слушаш изрази кои што се типично стручни и да се обидуваш сам себе за својот живот и својот дом да разбереш што тоа значи. Вам ви благодарам што човечки им објаснивме на гледачите што тоа се случуваше со Скопското тло, што се случи денеска и дали треба да се плашиме. Да се надеваме дека нема повеќе да треба да правиме вакви емисии, ајде да правиме емисии за што подобро да ги напредиме нашите објекти. Ви благодарам за вечерашното гостување, вам драги гледачи, благодарам што и овие час и половина бевте со отвореното студио на телевизија Нова. Останете Нова фреквенција, следуваат вестите во 22 часот со колешката Бојана Димитриевска.